Од добиените податоци на надлежните институции, споредбено 2022-2023, добивме информација дека бројот на жени жртви и деца на семејно насилство е се во поголем пораст. По несениот, односно мотивираниот тој податок, направивме истражување. Истражувањето беше опатано од 200 испитаници, од кои беа 17 испитаници со машки пол и 183 испитаници со женски пол, вработени во приватен и во јавен сектор, со тоа што испитаниците беа на возраст од 18 до 65 годишна возраст. Како мерен инструмент за ова истражување беше анонимен анкетен прашалник со 23 прашања, од кои што прашањата се однесува на тоа дали знаат што е семејно насилство, дали знаат која е разликата помеѓу семејно насилство и родово засновано насилство, дали знаат кои се видовите на семејно насилство, доколку препознаат семејно насилство или родово засновано насилство, кои се институциите каде што можат да пријават и што треба да очекуваат од институциите, како и тоа дали се информирани дека во Велес постои советувалиште кое што работи со жени и деца жртви на семејно насилство, меѓутоа не ги покрива само Велес, туку и Чашка, Градско и Лозово. Од направената анализа на истражувањето, односно анализата на дадените одговори на испитаниците, може да се заклучи дека треба идно да реагираме на овој проблем, кој што овој проблем е на глобално ниво. И не треба да работиме само на последиците, туку треба да превенираме уште од најмали нози, да бидат свесни децата што всушност представува семејно насилство и родово засновано насилство. Исто така, можеше да се воочи разлика споредбено на машки и женски пол, дека мажите распознаваат само 2 вида на насилство, и тоа психолошко и физичко, за разлика од жените, веќе се свесни за видовите на семејно насилство. Исто така, разликата беше во тоа што дека мажите кажуваат дека постои насилство само ако има видливи траги, односно ако има физичко насилство како удирања, модрици и слично. Без разлика дали се машки или женски, испитаниците не прават разлика помеѓу семејно насилство и родово засновано насилство. Тие ги знаат институциите каде треба да се пријави насилството, меѓутоа се уште не се запознати со одговорностите и обврските на институциите и голема е недовербата во институциите. Од добиените анализи, исто така, се уште постои мислење дека сексуалното насилство извршено од брачен партнер не е насилство, туку е насилство само од непознат сторител. И исто така, покажува дека се уште тие доволно не се запознати дека во Велес постои центар, односно психолошко советувалиште, кој што дава психолошка поддршка на жените и децата на жртви на семејно насилство. Ова всушност не поттикнува дека идно мора да реагираат општините, односно дека треба да имаме поддршка како психолошко советувалиште за да се овозможи одржливост на истото. Од анализата ние како организација на жени... Препораките, дали ќе можеме да ги слушнеме? Како организација на жени издвоивме неколку препораки, и тоа креирање на локални политики и програми за заштита на жените жртви на семејно и родово базирано насилство, обезбедување финансиски средства за функционирање на услуги за превенција и заштита на жртвите на родово базирано и семејно насилство на локално ниво, во успоставување на меѓусебна соработка со сите институции. Ние веќе имаме подпишано меморандум за соработка со институциите, соработка со Сдруженијата на граѓани и Фондација за промоција и заштита од родово базирано и семејно насилство, да се направи програми за социјална заштита и општините да ги утврдат конкретните мерки и да извоат финансиски средства за превенција и заштита на жртвите, и исто така организирање на кампањи за подигање на свеста и информирање на граѓаните за можноста да побараат психолошка поддршка во сервисот за психосоцијална поддршка во општина Велес.